Ја гледај, право тој мораш спава. Па бога ми секи имам силу руке. Секи имамо може да разрежбуваме се. Нема што да представам многу и да најавуј, само ќе кажу Ивона Јо. Добре дошла на Шанка. Здраво, фала на покану. Баш сум среќна што ќе зборувам кумановски. Кумановски. Иако малку ми е чудно, морам да признам, затоа што не го многу користу и ми е криво, само со мој дома и кад сум нервозна со мужа. Само се беше здраво. Туј како тепам тебе. Туј, ако сакате да видите што се дешавало цел подкаст, запратите не на овој линк овдека. Значи, извини, тој ни беше кратко како најава, ама ми си продолжуваме да се збориме. Да, скроз. Знам те многу одамна. Да. Многу одамна те знам и многу ми е драго затоа зашто па ти си да кажу ретко од оние деца што успеава да се избори сами, нормално со поддршка од дома што го имаше огромно, што успеава сами да се избори у мала бара многу крокодила. Крокодил има колку сакаш. Кажи ми, твои почетци, ама нешто што не знае публика. Не да биде, не, овдека само се осеќа слободно на шанси. Да. Па, у принцип, драго ми е што мене вита кој, драго ми е што збориме на кумановски, што можеме на сви нација да го кажеме ова, на наш посебно на кумановски кога ти се изразуваш некако другачи, после осеќаш дома. Слободно, да. Слободно. Што мои почетоци? Мои почетоци датирав од сега збориме за појање и за појање. Збориме си општо за твој живот, за кариеру, појање, пошто знам дека почна успешно и тераш још поуспешно и затоа викам кариеричко, некој го знаев, некој не, 90% го знаев, ама може не знае дека ти од многу млада га имаше тај шмек, интерес спрема музику, спрема песна, значи затоа мислам дека четврто одделение у принцип, четврто одделение на крај го откри талент с на едну приредбу кога учитела кога се разделуваме учител и и професор и тој ја беше водителка, имаше го твој улогу и као свима сва по некој рецитал по нешто, ја имаше некој смислено песничко, немам појма, приспивна песма се викаше и го испоја со затворени очи, како што и денеска поју. И кога отвори очи, малку бе сви шокирани, посебно мама, затоа што мама беше тамо, тато не беше. И од тук га ја откри мој талент као дека постои. И онда после почнаа да се граду низ хор, ни многу професори ни се смени, све учише у Кочарацин. И многу Кочарацин ми Кочарацин ме беше у срце и ни се смени со многу професори, ама увек кој да дојдеше, увек имаше увоз за моје појање, увек се издвојуваше, не затоа што беше ја посебно од други, него затоа што ја беше многу гласна и не знаеше да си го исконтролирам тај глас. Има страшно моќен глас. Страшно мора да те пофало, значи многу убав моќен глас имаш. Значи има гласче и глас, убав глас. Фала ти, од Бога е. Да, така од Бога е тој дадено. И памту професорка Весна, сега више не е меѓу нас, со стапче одеше низ хор и кад ја не удреше за да се ќутиме, ама мене му удараше затоа што ја не знаеше да си ги исконтролирам глас и малку се бори со мене и на крај ме стави напред да поју, затоа што не можеше да никако другше да биде. Стекна време, а после го научи тој контролу. И тоа е после хор иде сва некои музички надпревари, имаше у Куманово театар еден надпревар. Повише имаше, нели? Да. Како пораздвижено беше млади, повише да се сконцентрират на поубави работи. Да, сега ги имамо нели мрежа, тамо се надпреварував млади, а ми у наше време некој се надпреварувавме на многу подруг начин. Да. И после тие шоа беше Идол с Џамбазова, Калиопита и Тони. Тој генерација е едина генерација која што беше на Идол и после Идол нели згасна, после Идол иде сите наши песни, а Мартинијан и Марио го представиле на Куманово, после сите наши песни Звезда Гранда 2 сезони и тој сви шоа заврши све, ја почна лајв да поју веќе добри 10 години со Ист бенд, со мој вече. Ето е нешто најубаво. Поздрав до твој бенд, поздрав и од нас. Бенд, back to back, да. Они су сви кумановци, освен Виктор што ми од Неготино, басист. С ним активно работу, не ги менјам, мои су си некако со мои. Нели се живиш се со себе? Да, они како јас со овие мои, само што ми се тепамо кога се угаси камера или Не. Иначе, тоа се слажемо.
ми се расправљамо, затоа што ја малку меѓу четворица мужи, жена, Морам малце знаеш, морам да се прилагодам на нив и затоа почнав да вежбам. Готови И сак ајде да видам. Сак се готови. Да, али не знам, некако сакам си ги мои су и ги осеќам како браќа и се осеќам увек заштитено покрај нима и не знам, некако не ги ни гледам дека тој дел, затоа што ми сме сви заедница и кога идеме да работиме, то не ми е работа, иако е работа. Да, работа е на некој начин. Ми моментално сме сакна дел од мој работу. Така е, овој работимо, да. Оно е се друго хонорарно. Така да тоа е на кратко. Што знаев, што не знаев, ја не знам некои детали. Не знаев пуно, меѓутоа, например, има и луѓе што те почитуваат во твој работу се, ама можда не ги знаат твои почетоци, пошто и затоа да не кажа еден мал увод у твоја кариеру, што го пак ќе кажу, добра за твои години прекрасна кариера. И још пат ќе кажам моќен глас, куде што ти што викаш само што кажа научи да га исконтролираш и некој га виде тој и мислу дека голем успех ќе имаш и надале. Затоа зашто некако кога да се враќа време на квалитет, па да не претерам последни 3-4 години почиња нешто да се менја, избацува се аутотюн, избацува се за мене извини сега не сам не е толку навредливо, ама тоа се глупости од музику. Значи, ако ти не можеш тој песмо да го испоеш уживо, а држиш концерти на аутотюн, брате, ја би ти забранија да слушаш музику, не да се појавиш. За жал доваѓав можда подобри времења за музички. Беше една стагнација на аутотюн и една стагнација на не вреѓам никога. На квалитетни гласови стагнација или квалитетно работа. Да, али знаеш што, од друга страна, ја викам младина слуша тој што се снима. А многу полесно е да изработиш такву песму, него да изработиш квалитетно песмо која што тражи да унесеш 16.000 инструмента у студио, а ми се нели тој се едно дугме сака да не улазам у работу кој што не го работу. И заради тој се штанца таква музика и млади тој е брзо, тој иде и трае еден месец. Што? Ја не го веќе. Да си ми жива и здрава. Само еден месец. Да. И јас сам го слушала и јас сам била у младину. Добри, ми се развеселимо на сличну музику, далеко тоа е. Ама не трае. И сега имаш избор, дали сакаш да трае или сакаш нешто краткорочно. И ја го избрав можда потежок пут, односно сакам да ако изработам нешто да трае. Можда нема да го догледа светлосен ден одма у тој момент, ама нека трае, нека движи, нека носи поруку. Със сигурност неќе да поју песме кои што имав текстови кои што нудив било што, а не е порука. Да не ме разбираш лошо, проституција, глупирање. Не сум заинтересирана за тој и моментално се бору у тератану, се пуштав такви песме и тражу добри слушалке кои што ќе ми ги вакуумира в уши. Зашто стварно пак кажам, не вреѓам. Малце боли. Ама мене тој не ми служи. Ако ми се повтара у главу, више ми биднуе дел од мене, а ја не живу таков живот. И али, окей, имав деца, родители, па тие родители можев да направив селекцију и да им пуштив, например, нешто квалитетно. Затоа што јас сум израсната с музику од широк спектар жанровски и рок од страна на маму и поп од страна на маму, ама и народно добро страна на тату. Така да ја не вмешамо стилови, него само текстови. Треба малку да се внимателно да се избирав текстови затоа што нели бирамо на кога служимо, дали служимо на Бога или служимо на нешто друго. Ја нели пред да почнеме примога малце га запремо тој мобет и јас се слажам со тебе и ја га избрав тој пат. Можда 6 години ми беше гребање. Шегуку мано како мачо патлиџани. Да. Значи гребање, ама ја га избрав оној пут да биде поштен. Избрага пут куде што никога нема да пјукам нити да навредую. Избрага на чист пут без глупирање на телевизија и копирање у наводици. Сакам да биде нешто уникатно, нешто добро, нешто лабаво, куде што и ја како домаќин и ти како гостинка и гости што ми доваѓа да се осетив лабаво. Ја сак може да направам глупост, например, не со тебе или со другога госта, куде што може ќе имам милионски прегледи.
Ма тој ќе трае еден месец или едну Нема неделја. потреба тој. Дела зборев и Преби искористија ако може да ги едуцирам деца и за тој ми е на пример еве и ти како млад успешен музичар, не знам, музички уметник у тој брашо, не знам тачно како да ги дефинирам. Музичар е сасвим окей, коректно. Музички уметник еве. Да, да ги покажа на деца дека и покрај успони и падови, дека имаш и зло и добро. Боле ги избери добро, па колко и да бија трнлив пут, ќе ти трае дугачко, него зло кога ќе трае многу кратко. Апсолутно. Значи тој ти е афект некако и со мои гости га коментирамо некад живи за лајкови, живи за прегледи. Знам дека тоа е носи паре, ајде, спонзори, гледаност, тие работи, ама некад нели образ е многу поголема работа. Па не некад, образ е увек. Може и лошо се зади, фала што ме поправи, ама тако е. Образ е увек најбитна ствар и без разлику какви избори у живот да носимо, ми у овој момент носимо избори со тој што знаеме у живот. Да. И знаеш, ако знаеш дека можеш подобро, онда ќе имаш проблем, али ако знаеш дека можеш подобро и така како имаш одговорност да правиш добри ствари и Одички изволите, пошто Никола ќе ме тепа. Да, но он ми Цело време прави. Ветро ќе направиш, ама дај на гостина. Иначе увек забравljam и само ама ќе си потражаш. Никола. Фала ти. Извини, прекинате, ама такво ни е лабаво. Треба да избирамо да бидеме свак ден подобри и да избирамо на генерација што ќе им нудимо. Јас сум пресреќна кад ќе ме препознае младина на улица, денеска ми се тоа да си. Од кој аспект? Не од аспект его да си го нахранам. Од аспект знам што објавljam, знам што нуду на социјални мрежа, што ме знаев, не ме знаев знаевме од мрежа. Не еднога денеска да малку го чепну со објаву, со некој збор, затоа што ми како јавни личности, еве, јас сум декларирам се како јавна личност затоа што моментално музичари морав да бидев и марионетки, инфлуенсери и све. Исто и извини стендап джије, комичари да каже, ми ајде што се занимава со некоја јавна професија, ми треба да сме марионетки. Да. И имаме одговорност да бидеме пред све добри луѓе, затоа што све супер и низ песмо апсолутно да го покаже тоа, ама мене што ми вреди ако ја пој добро песмо, а живот кој што на младину, на младину нема да го дава, нели, пример да движи добро и да прави добро. Така да тоа е моментално, али не сум го ово увек знала и зашто ја увек викам ми јавни личности малку, ми се менјамо пред камера, што тоа значи? Денеска кој датум смо? Денеска го гледамо, небитно. Денеска смо датум. Да, слободно 6 да. И сега ја ако денеска го ово мисло, јутре ми се деси нешто што ми го живот ќе ми го смени, а дешава ми се да живот се менја за 24 сата, па и за 2 минутки, како што мој се демонтира да кажеш никак. Не. И сега ја ако се снимам на 7-ми подкаст, па ја имам друго мислење, ама јас сум го веќе снимила. И сега ти едно кажа ти друго. Не, јас се менјам пред камеру. Зашто сум ја свичеш нема да се менјаме на подобро. И заради тој ова јавна професија ме научи што помалку да се базирам што се дешава позади камера, односно позади луѓе, што ќе кажав, дали сум се сменила или не каква сум. Ја знам и Бог знае дека ја увек праву тој што го знам. Ако знам подобро, ја го праву на најдобар може начин. Јутре може да ќе биде подобро. Ја и примам савет. Значи не мора да значи ако сум повозрастен или ако си помала дека ти мене треба да ме слушаш. Жедна сум за савет, сакам да слушам. Зашто? Значи и позитивна критика и све. Јас сакам затоа што не сум ја најпаметен на овој свет. Иначе примам и критику и све. Не примам навреде, омаловажување, понижување. Примам и тој, вртуга друг образ сега, сак библиски малку. Да. Ако ме некој навреди, добро, ја почна така. It's okay. Зашто? Затоа што тој не сам ја. Ја кад би го навредила njega, тој би биле на исто ниво. Ја не сам, тој не го знам. Исто почна и ја. Знае да ме изфрустрира, отпосле, ама одма не реагирам. И тоа е. Тоа е добра лекција. Уздржу се да не изреагирам одма, кога треба нема не га стискам тој у мене, ама ако треба нема од злиње да заспиу пола сат порано, ама нема да се спуши што и кај негово ниво и што сега ќе се препирам со неа. Знаеш, ја ќе ти кажа едну тактику, мене што ми помага. Увек кад некој ќе ме навреди, повреди, иако све поретко се дешава, морам да признам, фала му на Бога, ја почнам да се молу за njega. Као, он толку знае, он да знае подобро сигурно би би направија подобро. Он толку знае, ми не га знаеме негово минато или њојно минато. И само се помол да видиш еден мир, еден спокој. Како си нај?
Фала на совет, ќе пробам. Да, пробај да видиш. Ќе заспиеш полесно. Да, иначе пола сад се оти. Да, сега зашто? И сега и на крај после пола сад, бобче, добро да спиш живи. Уредо, лабави. Ја ти скрати пола сат изгледа. Да, фала ти. Значи ќе можеме да твориме и да пишеме пола сат повише. Нема да биде лесно, ама не сам пробаја, ќе пробам да ти кажам. У тој момент, ама не јутре, не вечерта, него тој момент кога ќе ти изнервира, ја го тој практикуј со обраќај. Океј, можда брза, можда се пораѓа некој, I don't know. Нема гориво, ќе му снема на човека, брзо се до бензинското. Да. Добре, царе, супер. Знаеш, за крај. И да видиш колку дури се насмеju. Добра ти да знаеш дека ќе пробам. Да знаеш. Знаеш ја. Добра ти идеја. Човек учи да се викам, не мора да значи како сум ја повозрасен дека постар дека све знам. Значи човек учи зашто кажале стари луѓе док е жив. И немам проблем. Јас знаеш, викам ти кога почна и ја почнав да го сваќам тој до негде, а малце покасно зашто први моменти. Па нема покасно, и тој го научи, нема покасно и порано. Порано да ми е дошло овој паметсак што го имам, нема да знам да го примену. А цело животно искуство ме обликувало тако да сак ја го ово искористу максимално што може. Порано да е дошло сега, оваа верзија на Ивоно, да го е гледала, нели, пред 10 години. Да, сваќаш ме што сакам да кажу. Кога сме ќе кажу нема шансе, што ово е. Дали? Нема шансе, да. А сега као не го се љуту на тој Ивону. Пошто може у такви околности е било тоа. Не знала. И супер е функционирала, али сега имам одговорност затоа што знам повише. Мило ми е што се пратуте многу години, што ти викам еве се. Колку заклучи смо 15 или? Само 15 години. Значи 29 ако имам. Да, ја те знам од твои 14 години, те знам. Па така почнав смо јавно, да. Сак, извини, мислам дека ќе ти е можда понос. Сакам да го спомнам твојага покојнога татка кои сме добри пријатели и знам што човек е бие и знам колку од и мајка е прекрасна мајка, значи и ми е мило што и израсна, така да кажу, у прекрасна личност. Нормално сите имаме успони и падови у живот и тој не учи да бидеме болji, што го кажеш ти. И баш ми мерак што гледам едно многу поразлични форми. Денеска беше у студио нешто, отвори имам белешки у телефон и отвори белешка 25 септември, тато почна на 15, отвори на 25 септември белешки, ева ако ќе си дозволу ќе прочитам. Еден момент, еден сегмент на каде што сега ја видя мој раст. Само секунду да го најду. Еве го. Не е тоа. Чекај. Секунда. Еве га. Чувствувам кривица на македонски литература. Чувствувам кривица затоа што не те прегрнав за последен пат. Чувствувам кривица затоа што сегмент од мене сака да живее сега како никогаш до сега само за тебе. Јас смрт на тату го доживе први 10 дена трагично, али наредни до денеска осеќам некој неизмерну радост и тоа е исклучува затоа што сум посветена на веру и затоа што знам дека постои едно воскресение кое што Исус ни го даја и кој поверуваја, а јас се надам дека еден ден тато ќе ме чека горе со сви мои успеси и сега имам одговорност да живу максимално убав, паметен, вреден живот за да еден ден кога ќе отиду горе каде njega да си раскажемо све. Јас сум изгубија татка на 19 години, имаше татко ми кога загина и знаеш, некад помисли дека више сила има тој, без разлика ми дали го сакале да го сватимо или не сакамо. И мисли дека се гордеев с нас. Амин. На овакав или на овакав начин. Мада јас се зафркавам неговот на зафрканци, татко ми многу сакаше да се шали, пошто јас сам лепо влеки на зафрканци. И ја викам кито овамо и онамо и нели пример беше у највачки групе 300 чуда, млади како млади шатори, војник, нели први мај, се тоа што беше. И се договараме с другари, татко ми гледа. Тачно вика, гледам га Бога, куде те гледа и вика, види сак будала што ќе направи. Не се нашалива малце на мој рачун, али мислам дека за разлика од тега па сега и малце повише се гордее затоа зашто успеа прилично сам при многу падови у живот. Ја не падна да квичу,
Но го викам, окей, тоа е Божја волја, Господ ти дава крст колку што ти можеш да го понесеш. Да. Окей да се квичи нека, знаеш? Окей да се ама не на пример и да признаеш падови, да признаеш. Ја плачу. Да. Ти знаеш, Джей имаше Јас многу се не плачу момент. затоа што пред 7 сата у студио од 11 до 7 беше, иначе 100%. Ќе се заплачеш, ама исплака толку многу ствари што немам више за денеска време прошло. Ако и народна музика разбирам те, значи и Джей е добар, какав како певач е бија добар. Джей Рамадановски, он имаше многу убаво да не кажам мисло или муабет, вика човек што не е заплакаја, бегај од тоа. Бегај, нема емоции у njega, ти не може да те разбере. Мене ми е криво кога ќе чујам некој родител кога ќе каже на дете, посебно на мушки, ајде бе ти си мушко, не смееш да плачеш. Тоа ми е многу тешко кога ти го чуја, никад не се осуду да кажу, нели да паметуju, јако што не сум родител још. Како мислиш да не ја кога ќе се исплачу, јас сеќам толку големо лоснување, толку ми е некако начин на изразување на емоција ми е тој. И посебно куде вас мушки, тој као одраз дека има, нели ти си мушко, не. Не смееш, не. Денес кога чуи еден муабет као чека да купу цвеќе на мушко, а мушко само добивало цвеќе за своју сахарну. И као ќе размислиш стварно ми добивате. Стварно кате добило, само така. Само на сахарно. И стварно може треба да почне да добивате цвеќе. Ја еј да, сега ме потсети, Винц го има. Брат, Винц го има. Да. Што? Викам, не ми носите цвеќе. Шумка може да. Едно црево шумко за дарета. Оглеле. Немој да не сватите погрешно. Ама тако е. Знаеш, муж вика на жену, да се надовржуваме, дека жена, па дај мајко му вика цвеќе, кад ќе ми донесеш на мене? Па ти си жив. Леле, добро. Ама и треба смејање, хумор, да. Да, скроз. Значи ја повичај се зафркам највише на мој рачун, зашто нема кој да ми се наљути, да. Апсолутно. Не, види, ја имам 10 особи у мене, некад си закарамо. Ивона, еден, два, ја ги имам, две. Ај се ти тргни, се молим се, ајде напусти. Испрату го некад, скарамо се на сред тренинг. Ај се ти иди земи га тек. Као ја не разбирам што е проблем да се подсетуваш, да се избориш, нели, да ти текнуе некој работа и да се избориш. Збориш ли си сам со себе? Малко е проблем. Кој да мене проблем кога се скарам сам со себе. До тој фазу не сам. Јас сум се скарав, ти ќе ми кажеш, ти порам да не се. А муж ми сега вика, што добра ли си? Викам, ама не, тако си збору. Ајде, јас ми сега ме вика по маму, зашто мама си сама се себе збору. Ја викам, подсетуј си се нешто да. Леле. Гледа сега, ми имамо некои ствари кои што нас се чудни, а свугде у свет се нормални. Да. Значи, поштуј, значи Бога, веру, живот такав. И монаси се изборив сами со себе. И луѓе што има потребу да се изборив сами со себе. Значи тој не е ништо страшно. Некад ми е глупо, некад па изглуму дека зборам, дека снимам војс. Ти Боване, докад мислиш ова која? И значи може треба да си купи друг телефон. Чекај, збор на телефон, дига. Ѓубе, мога ли да бидеш толку ѓубе? Да. Може треба да си купи телефон. Да, некој да. Не се патетушките да ги. Поздрав до Мите, до дучки, брат мој. Леле. Ама, знаеш, ја тој им го објаснува на луѓе, викам, луѓе, што е толку страшно? Ало, значи, глеј, ја имаше еден филм, мислам дека си поприлично млада, може си чула и не се дела, Ране се викаше. Чула сам. Српски, да, чула сам. Криминалистички филм. Има една многу убава изрека. Теноќи сам плакao, али то не ќе те видите. Значи, ми се дешава. Значи, доаѓа ти момент, глеј, само Господ да не дигне руки од мене и он да ме штити, да ме чува. Да, амен. Зашто ми е... А никад не би зонат добар. Реално не се имае суицидни мисли сега, знаеш, што ми е најмрско скоро на свак втор подкаст кој да сакаш ја да се самоубију, ја овој потегна, ја оној потегна. Ама не, тоа е многу убаво што го зборив, затоа што знаеш што? Ама у друг контекст го кажував. Не знам у кој контекст не гледам, ама знам. Затоа што правам подкасти, нели, прату, морам да пратам све, да не кажам. И сега ја разбирам, окей, ама постои многу поубава работа.
отиди помоли се, отиди у црква, запали Да, свети ама очи. сведоштво, кога ти ја кажеш како сведоштво, еве, например, ја добивам коментар на Инстаграм стално, веран, зашто толку многу около веру или слично. И јас викам, у принцип, на човека ако му кажеш, еј, читај Библију, нема да го измотивираш. Ама ако кажеш твое сведоштво, какво што е, кате Бог спасија, било како, онда може да го потигнеш со слично искуство. И затоа јас сам да се кажував тие примери, посебно ако су уклучени Бог спасува, Бог е добар и он не сака сви никад не дизе руки од нас, какви да сме. Така да окей, сега не знам за кој конкретно пример избориш, нели може да зборам. Не сакам да ги именувам, значи они ќе се пронајдев, ја кажа, нели не плюкам по никога, тој се негов стил како избраја дека дали ќе прави подкаст, дали ќе води емисија, тој не улазам во тој, али окей да се каже како пример, да се каже како поука некој да се извлече. Не е окей да се објаснува в детаљи. Јасно. Значи, окей, добија се, не дај Боже, суицидни мисли, некои самоубиствени какви и да су, и сега доваѓаш до моменти детали да ми ги објаснуваш. Значи, за тој не сум. А иначе, да, како совет, како се... Тоа е негово. Ја мислам дека сигурно има причини заради тој зашто се тој да сило толку детално да кажува, така да свак треба да си ga своје гледа и кога ќе се гледа свак своје, ми ќе живееме среќен живот. Ја мислам дека е така. По принцип. Исто како куде нас хумористи стендапџие и куде вас спомнувам пред малце сцена се почиња да се размрдуе. Да, мрда. Движи. Дали мислиш дека малце треба некако млади да се и дали би имала некој начин, решение како да се мотивира малце млади повише? Дали мислиш дека еве ми постари треба да дајемо некој поддршку на млади да почнем да функционира малце, да ствара своји дела, да прави своји работи, значи да не бидеме бледа копија свака час, без разлика и тој што е и Србија, Албанија, Бугарија, Македонија, потрудија се да го направи ту емисија да изгледа тако е. А зашто ти да ги ископираш? Значи, буквално биднемо бледа копија на све што од страна ми дури каснимо после 5-6 години ми го копирамо тој. Да, ја мислам дека треба само да пуштиме луѓе да правев тој што најдобро го знаев да го правев. Свак не е створен за све. Така е. И тоа е многу окей да признаеш зашто си, зашто не си. Некој може да креира нешто ново, некој може да ископира како и да. Али ја мислам дека свак треба само да тражи од Бога благослов да го прави волју на Бога, односно свак е за нешто одлично, знаеш. Штом си се родија и живиш, Бог има некои планови за тебе што треба да правиш ти. И заради тој мислам дека може да лупам сега, ќе кажам некој пример, при копирање на тој проект, на ќе му се отвори в некои други работи, па он ќе смени, знаеш, не можеме да знаеме зашто и како е. У тој момент зашто се дешава така. За млади, ја мислам дека пред све треба едукација родителска. Да. Слажем се 200%. Ја имам еден многу убав пример кој што дамна го користам, земаме машина за прање, прочитаме упатство, ама сакаме да бидеме родители, онда не читаме ништо или не се едуцираме, само мислиме дека ми сме создадени да бидеме родители. И тој што пред 25 години е оче наш и тој мора ти ја тако да те воспитува тебе. Да, оче наш е многу убаво да го знаеме. Да, многу убаво, да. Ама нели таа е узричица куде нас оче наш пред 20 години, значи да. Така да мислам дека дефинитивно пред све родител треба да се едуцира и да се смени и да покажува низ дело на дете, а дете автоматски кога ќе види дека родител да кажеме за исхрана. Кога ќе види дете дека дома нема салама, нема леп, нема макароне, дете не може да знае. Не збору ја за тотално исклучување. Збору за 365 дена имамо. Имамо 300 дена. Редуцирање на такво исхрана. Имамо 300 дена супер денови, 65 cheat days. Значи 300 дена дете кога гледа дома дека се унастав протеини, месо, све што треба, онда тој дете ќе само по себе ќе тражи. Има примери каде што сам била сведок каде што дете од странство доваѓа и од каде нас принесено на масу не иде на каде грицки, него иде на каде морков. Зашто? Затоа што иста мајка негова има кило морков у тањир. Така е. И дете гледа што нуди родител. Така да не су деца криви, него родители. Дефинитивно. Не тој пак кривица на родителя, него едноставно
и мора да има, не може да има само добро, мора да има и нели балансо, не? Кој што свет. Па нека треба и да кусне од лошо, за да види зашто е лошо и зашто не му даваш. Ја на пример исто еве со супругу мој кога разговарам, ја викам нормално, не едемо свите едења. Ама не га збори тој пред дете. Пример, ја не еду пунини пиперки, не значи дека моје дете нема да еде пунини пиперки. Него викам, окей, тато, нешто денес ке гледаме боли нешто, измислуваш некој разлог, за да јутре он еде. Само одлучи дали сака или не. Да, пробај, ако ти се еде, ако не. Значи, имаше ја едно исто ситуацију. Ајде да видиме сега дали ќе ме боли глава за едење. Леле, ти веќе почна да ме стеза. Вафли, пошто кажа со добар глас има и добар глас. Може. Ја не сум пробала од вафли. Значи, и баш се радувам. Мојата се ги продале свите кутие. Ау, преубаво нешто. Ми кутија не едемо. Ми палачинки едемо. Значи, пролепи ги лижемо на крај. На крај овие кутие, да, тој знаеш, пошто и тоа станува за ним што остане, он ги зеде. Преубаво мирише. Мирише на здраво, добро. Вечера денеска нема. Нема, тоа е завршена работа. Значи да кажеме едно големо фала на наши поддржувачи Вафли, етно село Тимчевски комплекс, Елида маркети, најснабдени маркети у Куманово, Бања Лукс. Има ги у Свети Николе, јас се купуј у Свети Николе. Оној квази патриот. Куде ќе идеш да пазариш у Елиду? У Елиду. Ај се да те видам. У Елиду. Кажа се им, леле, отвори ти се Елида, дојде ти у Дојде ми душа. Бања Лукс, се за ваши купатила, бање, санитарија, све што ви треба, Арликино витамин бар и кажамо си ги наши вафли. Браво. Тој су ни помагачи, наши поддржувачи. Браво за нима. И еден ваучер. И ете, фала Никола. Никола ти алтер его тебе. Што ти кажам? Значи, ваучер е детно село Тимчевски, ноќевање со појадок. Вау! Тој можеш да го искористиш, ќе се договоримо после. Ајде, баш. Да, значи ќе се договоримо, ќе најавимо, ќе се отидеш, ќе се одмориш. Може. Договориш. Договориш. И ќе се одмориш. Не може да не разберете, ово е по-кумановски договориш, знаеш. Замисли, ово не е шифрирано. Да, да бите да се шифрирани. Замисли шифрирано да почнеме да разговараме, тој би била, не би не разбрале сигурно. Не. Да сумирам, за млади зборевме дека да Никола е прекинал. Могај си ти да го изедеш, што не го дадеш. Сума сумарум, само родители да бидев тој што сакав нини деца да бидев. Да си ги оставиш. Мисло деца да си родители ни деца. Не збор да си ги оставиш. Да си ги оставиш деца да си бидев тој што треба да си бидев, че они сами да се. Да си ги оставиш. Стигнамо да си ги оставиш. Ја мислеше за мобилни телефони, сакаше ситуација да ти го кажам, а мога се уклопи. Не мога да издржу да не се насмеја. Не. Ја имаше еден мал проблем со синче и надминамо га све тој мушки, фала му на Бога, значи прво тој ќе кажа, па све друго. Нема никакви последици, меѓутоа требаше да решава слагалица, такви работи, или чисто умствени игрички, малце да се размрдуе. И помина тој, све супер се заврши како што треба, фала му на Бога. Меѓутоа друг проблем. Сине, не ќе ти такој. Знаеш? И викам, дај ми га телефон. Молим? Да, телефон, горе на фрижер, 2 дана нема телефон. Сега ќе имате телефон 1 сат сабајле, 1 сат навечер. Ништо. Умеѓу време ќе боите, ќе цртате. Све ги расфрлете играчки, не ми интересира. Телефон се знае колку може да биде. Толку. 1 сат сабајле, 1 сат навечер. Имам едно другарко. Милицајац, бре. Имам едно другарко, вика, она не е милицајка, ама вика, некад се осету кога ќе искочу со моје дете надвор, а кога ќе го пушти други деца затоа што расте без телефон, невоспитано створење. Затоа што вие све други, а оно све. Да истражува како мајмунче, како могли. Евентуално тоа е дете. Еве ќеркичка сега како го зема телефон 2 години да си ги поздрав Брейк Алекс Скопје. Значи, иде си тамо вежба, буквално гимнастика, буквално се... Колку година сум? Она е 5 години, а Војдан е 4. Значи, сега она си иде у Брейка Лейк и више нема шанса да испушти тренинг, да не отиде. Сега иде на надпревар, Струмица, Штип, свугде. И јавога, тој кажу, и сега она, што викаш ти, иде му паркче, пошто се му Скопје у Мичурин,
најво насел у Скопје. Најво местенце у Скопје Мичурин. Да, и идемо таму нели има љуѓашки тие парчиња. Она се качува по оној како закачување, па се преврти преко тој и се спушти од другу страна. Друго видео за кој бе? Да. Има разлика, ама тој зависи од тебе. Да, јас сум кажа, све можете, све може. Значи не дека ми дома не лудуваме, гаѓамо си со јастоци, све живо. Значи дека може све. И викам, дечки, време за кревет. Средујат се јастоци, мие се зуби, облача се пижами и се легнуе. Не дека не можеме ми да се излудуваме, далеко тој, па и он имав потребу да се издува деца. Точно. Сега може ли да се проба или не? Може, слободно да се проба. Ја не можам да гледам. Ја никога не може да гледам, ама брат ми. Окей. Затоа зборувал и знам ја. добро. Гледај, знаеш, затоа кога го примувам веќе за концептна емисија, тој што сви сме овдека исти, без разлика сак не ги поценуј, гости ги почитуј, меѓутоа и они су ми браќи и они има почит спрема нима за свој што го работиме. А не знаеш она некое понашање. Не, значи најслободно, кафич сме седимо за Да, без сме како кафич. Да, и сега на крај ќе треба да тражу сметку. Не се секирете, Никола ќе плати. Окей. Добро. Никола плати. Ја да си прашам. Ивонче, твои планови за дале? Работиш моментално нешто, спремаш нешто, освен пукнете од муку преубави свирке ќе ги прави. Значи забаве, планови на да не кажам не попрофесионален, не дека свирка не е професионален наступ и све. Тој си е комуникација с публику. И ти си у тој бранш каде што сите работи си ги сваќаш професионално и си ги одработиш како што треба. Мој наступ, дали е концерт, дали наступ, дали било што. Види, моментално сам у кариеру до наступи, тој може да си ga дозволу со све што сам снимала. Сега за сега останував наступи, док ја спиу у студио еш малко и работу активно да сниму и да направу нешто с кое што ќе може утре да направу и здравје Боже, по Божју волју концерт. Така да сега моментално се работи активно на албум заедно с мојага Темелка, с Темелка работу Темелка Андреев од Велес, да си го поздраву. Поздрав и од нас. Он ми е и старосват, побратим по наше и некако смо све. И многу си га сакам и с njega смо у студио сваку неделју. Работи се активно на неколку проекта моментално и тоа е лето доаѓа, наступи идев, работи се студио, работив се наступи и тоа нема застанување. За нас никад нема одмор. Да. Имаш само поактивен и понеактивен малце период. Да, ма и некако сам у фазу у живот каде што знаеш легну да спиу и одва чекам да стану. Добро, ајде и звони аларм на муж у 7, на мене у 8, јас стану у 7. Нека чекам мој јас сам веќе, нешто не можу, не сам мирна, затоа што имам чувство дека имам превише енергија и сакам да го употребу туј животну енергија за креирање на некој животно дело. Еве сакаше за тој потржи извини. Да, ништо. Еве иначе што правам. Ще се снимам. Да. У 2, у 3. Да. Значи, текните идеја, да не кажем, тоа. позитивни манијаци за културу, за све што мислимо да направиме. И почна више да се снимам. Значи, збору... Паметно. Супер. Добре, пиши се, буду се бавам. Вопче, што сакаше ти да кажеш? Браво, супер ти овој со војсови, сам на себе. Да, сам на себе. Ја прича да сам и со собом, да. Да, причам сам со собом. Будал, што снимаете? Па доваѓамо. Неколку верзии од ја. Бобче 2, Бобче 3. Пусти го, Да, така да тој со сега за сак планираме свадбу. Опа, нека е со среќу. Моментално работам на тој и малку ме фаќа паника, ама нема зашто. Да, некако тешко се збору си само со себе, затоа што муж не иде толку многу свадбу, како што јас сакам, и ќе правиме свадбу. Муж не ќе толку многу свадбу, договараме се заедно, ама свадба ќе има. Имаме еден виц, не знам дали е виц. Муж ми сака мачки, јас сакам кучиња, направи смо компромис, купи смо куче.
ама некој да нас, такој само тако ми текна. Јас сум лоша у вицови, ама ете. Не, добар ти е, зашто супер си. Да, окей. Има оној и еден не цар хумор, ама такој исто околу тој. Вика доктор, иде жена каде докторе, вика, слушај доктор, вика, јас сакам многу, вика, да чувам куче. Муж ми не ќе да чувам куче. Па вика, добро, имаш опции, вика, или да чуваш или да не чуваш. Ама вика, еве јас сакам да чувам, вика. Па вика, или ќе го чуваш или ќе го труеш. Може ли куче? Окей. Оградувам се од овој момент. Од овој момент се оградувам. Не, обет ми беше дека тој моментално на тој работиме активно, тражи ресторани, тражи музику, затоа што ресторани и музика се на мене. Ето, многу добар Нели муабет. се погаѓа? Да, ама ја имам случајности. Не, ја у петак имам кога нема резервирано. Па таман ќе одмориш. Да, леле. Се уклапа, се уклапа. Да, надам се дека ќе добијам. Нема ништо случајно. Да, па нема, не. Нели? Чудни се путишта на Бога, така да ја верувам си у тој и си го следу само и си се опуштам у тој. Така да, ете, прекичера се јавја, резервира тој све и ќе видиме. Така да тоа е тој на кој што моментално. Да. Знаеш, имаше едно чудно приказка кога почна на времето куќу да прави и сега нели дешава се некои ситуации у живот кад стизаш до крај си за малце се нешто фали. И сега не нормално. Ја цело време се верувам у Бога, поштуjem све црква све, пазу и сега нели патражиш помош од njega. Леле, дешава ми се една ситуација, ме преместувам у Скопје на работа, 16.000 взимаше плату и за мене тоа беше шок, најлошо нешто, најлоша могуќа варијанта. Лајкаш, Боже, па заводи, ја тражу помош од тебе. Ама тој за првично тако е. Следеќа плата ми стиза 29.000. Нешто стои една плата, малте нешто една плата плюс. Дешава се некои други ситуации, улазам во некој единицу, таму нагоре стиза плата до 42.000. Па од 15-16.000 до 42.000 има некоја разлика. Само треба да веруваме на негов пут и да истрајаме и да Јас сак моментално работам на тој да пушту кога ќе се деси нешто, како е на пример моментално нешто што се дешава, колку и да ми е тешко да го поднесу, учу да низ молитву го пушту дека тоа е Божи план. Ја ништо немам друго. Ми го видиме од гранче, а не видиме што се дешава позорит, планина. Само би, не знам, нема да те поправljam, него ќе ти кажам можда ти кога нас општо христијани е можда грешка што и јас сум била таква, сак више не сум, што ми у принцип Бога го тражимо кога смо проблем. И ја беше, затоа и така што дека кажа, не смо у свакодневие, у свак момент. Јас сега гледам и веќе работам активно на тој дека ќе го добију овој палачинку, колку и да е нели очекувано вафли су на ваш спонзор, ама некој го до неа. Фала му на Бога што е стигнала до тој. Така да кога ќе на дневно ниво употребиш благодарност за скоро све што ти се дешава, ајде не све, да кажемо да почетна фаза скоро све, тебе живот ти се смени, тебе ти се преобликува ум и ти више и кога ќе ти се деси нешто лошо си да. И па тој ми беше муабет и сега значи ја првично тој зборува 2008 година. Значи се тој се дешава и ја га свати тој што си га ти се сватила. И викам, чекај. Зашто да не биде тој свак дан, да биде дали молитва, дали верба, затоа што Бог не може ти каже, еве ти куфер паре, он ќе најде начин да ти отвори пут за да ти помогне. С njega не треба календар. С njega нема само неделју. Се имамо служба. Да, значи поштуваме Бога само кога ќе идеме 3 круга да залетиме околу црква, да запалиме свеќе. Тоа се традиција. Знаеш, јас сум имај многу тешки периоди во животот, многу тешки периоди, кога што сум отишел и разговор. Запалу свеќи. Ама не мора ни да отидеш. Не, си збор. Гледај, црква е Божи храм, значи, а Бог е свугде околу нас. Свугде. Значи, ја га тој такој перципирам и сега такој терам. Не дека, например, и од тога свати, значи, далечната 2008 година, значи, свати дека и за тој почна да си ги препуштам работе, такој треба добро, нека е најлошо. Свако зло за некој е добро. Кој знае зашто е кој сам па ја да прекосу на тој што решија Бог како да биде. И затоа си го терам. Баш ме драго што фатизмо и овакву тему. Да, тој ми е, значи ми сакам да, например, луѓе не знаат во кој или на кој, ама никој не знае дека ми смо
на крај сме обични луѓе. Дека И од почеток и од крај. Имамо и тугу, и радост, и жал, и муку. Знаеш, најлако е, мене кад ми се дешавава најтешки работи у живот, збору у круг на семејство, но да не кажу трагични работи, ја мораше да дојде да снимам и да кажу вици. И сега, у тај исти момент, луѓе ме гледаат, брат, тебе ти локове смееш се тамо, немаш ти гајле. И на еднога драгога колегу, како Љато, ќе каже, ќе го поздравувам, Леритан Рамадани, другар мој, и ми каже, вика, брат, тебе ти локо те гледам, си се смееш, вака, онака, и почна да му кажуи, вика, брат, доста, слуша ми се. Вика, слуша ми се. Ја требаше вика, да појам. на све тој, ти снимаш, смееш се, хумор правиш. Ја требаше да појам после 2 дана од сахрана на тату и тој го направи со чисту волју и со здрав разум, затоа што последно мое видување на njega беше он ме остави на наступ и ја продолжи за Бугарија. И знаеш, ми немамо избор. Да. Тоа е наша професија и фала му на Бога што може и да служи со тој професија и да го употребува за нешто добро како што и ти. А што се дешава у нас, кад би знале, кад би могале да збориме, ја викам да некој да има опција да уклучува рекординг, например, памет, док е наступи ти кад си у лоша. Ама нема тој избор. Нема. Малце су ни слични судбине, затоа зашто ја беше војско мој татко кад се гина, мој татко, и татко ми дојде да се поздрави со мене, никако живот не се поздравија. Дојде у 17:00, значи 5 сат, у 7 загина. Значи доаѓа, поздравља се с мене, буквално како некој предосеќа гадан, ти си муж, треба јутре фамилија да издржуваш, моја работа, он беше полицаец, моја работа е таква, не се знае, можда не се врату дома. Тој ми го збореше уназад неделю, овој прв пат го кажу и јавно. Значи, затоа зашто некои енергија ни се спојуе слични и викам, знаеш, викам, мора да бидеш муж, да издржуваш фамилија, не треба, свашта може да се деси, не се знае живот што носи, знаеш, Божја волја, све. И поздравља се никад у живот, јас сам ишao игровно и си мај турнеја 17 години низ цела Европа. Никад не се поздравија со мене, у војско појде не се поздрави со мене. Така доваѓа, како данас ке га памту, донаса ми сендвич, у војско, нели, гладни вечито војници, так беше редовна војска, донаса ми сендвич, поздравља се со мене. У Велес, така ли? Не, у Куманово беше, да. У Бороменков горе доваѓа, поздравља се со мене, у 5 на работу, значи 17-19. На службу загина. На службу, да. И ја мораше јутрото да се појавам, пошто мајка фамилија, почиња рад 2001, од таму директно куде што не испратива сви. Да. И цел живот бидна дека јас се грабам, дека проваѓам низ милион проблеми и се смеju и далje. И ке се смеju и далje. Значи, може ми и тој еден издув. Апсолутно. Све тој што га тлее унутра да го искажу, да направи или било како. Тачно. И затоа мислам дека некои енергии не се спојува. Да, затоа зашто нели слични ситуации. И мене татото кога ме остави, увек е нестрплив, треба да иде. Да. Сега чекаше, сега ми чекамо да се спакуваме, тоа беше последно мое видување со него. Касни USB, Сезери забравија да стави песму прву за свадбен танц, зашто појава у Бугарија македонско-бугарско свадбу. Браво. Чекамо, он стои, збори. Едино ме е криво што не га гушна, затоа што нели увек викамо ќе се вратимо. Да, ама не се враќам увек. И тој ми оној стои, седи, ме гледа. Викам, што не сиде овој човек и стои, и чека. На крај кад појдесме и он појде, така да. Ја буквално еден момент се скара. Буквално што ти 2 недели тресеш, пошто гледа, јас со мојага покойнага татка се имам многу другарски однос. Значи, не татко, него другар. Што ти е на тебе, што тресеш глупости 2 недели, што е проблем со тебе, човече? Не ти да си знаеш, ти треба да бидеш муж, јутре фамилија, ке ствараш, о Боже, човече. И се поздравља со мене, гушкаме и толку. И ја у војско, дешава се да не буди фон више загинае, пошто собраќајка, удара на главу, тешки последици, нема шанса да се спаси. 2 сата е технички жив, само срце му работело, пошто цел живот си бе здрав. И доваѓамо до тој момент каде што треба да ми кажев, ја едно време тој вест го прими многу страшно, зашто 2 сата тој беше, знаеш,
И едно време иду, пресоблачам се горе и знаеш како се облачам, око ми прави рука на дукс и еве, Божја промисла, рука од ово кој прави ово кој. Толку. Се моја организација. Од А до Ш. Да. И да, што викаше на филм Рани, плакал сам, ал тоа неќете видите. Да. Да. Тоа. Тој со животни путишта. Што не Дали пишеш некој песничко? Имаш и обичај да напишеш, да фатиш некој ритам, нешто што би те понело за да напишеш некој збор, нешто? Не сум се још ослободила што се однася до тој. Стално сега знам да се опушту многу повеќе у студио, затоа што е многу различно снимање, појање пред публику и снимање у студио. Снимање у студио е посве друг процес каде што исклучиш телефон. Ја не знам како се ја види денеска. Иначе да знаете денеска. Слушнаја тинг тунг тинг. Да. Има некои звуци да улегнеш у студио кој не е музичар и каже што прави по вие луѓе тој. У принцип луѓе двојца, продуцент и артист. И сега почнува да се опуштам, денеска смени нешто у текст кој што го спремамо. Така да пополек се опуштам, не сум се опуштала затоа што сум била константно некои животни стеге. Сега како се ослободую, како ги ослободую малку и грб си го раздвижувам. И малку све е полесно и валјда сега ќе дојде нешто. Сигурна сум. Почну инструмент да учу, почну да учу пијано, значи затоа кога прочита тој осеќам после негову смрт како и да е сватено овој не од сви не е најдобро сватено, ама окей. Кажам на почеток не ги марим. Да. Осеќам некој друга верзија од мене која што треба, досега сум живеала четвртинко од живот, сега и тие сви четвртинки кога ќе се испунив малку ми е. И сакам да стигну на све и не викам на ништо не и све можу и као можу само да гледам здравје да си го зачувам, па затоа и вежбам, затоа гледам да се исхранувам малку поздраво, колку што можу. Друго све е некако као ново у мене, обновено и тоа е још едно чудо. Некоја чудна енергија се буди, што можда била негде скриена, забаталена, сега се буди. Да, и тоа е чудо затоа што ипак збориме мене за смрт и на свакога сега што ќе не гледам, можда ќе му е како тако е, само веруеш у Бога, читам активно Нов Завет, читам Библију, читам и верую на Бога и верую дека постои воскресение, верую дека постои многу не дека не, значи факт е, него трагична смрт не треба да се сваќа. Значи, колку и да ни е мука. Јас сам кажа, на пример, у тој ситуација кога викам, луѓе, не може да ви биде повише жал од мене. Да. Свите што сте туја. Ама тоа е значи тоа е посебна тема. Да. И ја го практикуju тој и тако да мислам дека слава на Бога, друго све, ќе се сретнеме еден ден сви. Обавезно. Сви. Иначе фала што беше моја гостинка, беше прва. Толку. Само толку, да. Мислам дека имаше преубави теме, не комплицирани, не тешки теми, него лабаво си беше. И чекам те со многу успеси, како што знам дека ќе имаш, и еве како Кумановци братски, имаш отворено понуда од Ордер Медија од нас за било каква поддршка што можеме да ти го прушиме. Фала од срце. И ја ви посакувам успешна работа, да седне на столче кој посака, кој сака да сподели причу со луѓе што ве следив и још многу да ве заследив и да бидете добар пример. Сви заедно екипно и со сви спонзори и да представljate едно добро приказно за младину која што следи, а и стари кои што сакав да се менев. Така е. Фала ти, Вонче. А ви, доколку сакате да гледате цел подкаст, запратите не на овој линк или удрите subscribe. Кажа ли го убо Никола? Второто да, само удрите subscribe. Еве, Никола кажа, што треба да направиме? Subscribe на овој канал. Удрите subscribe на овој канал, пошто Никола ми тако кажа. Како се свиеш? Супер. Нели? Супер, да. Лагано, лабаво.